на тема современна уметност, европската културна соработка и креативноста како двигател на општествени промени. Зборуваме за проектот CreArt 3. Денеска представува значајна европска мрежа составена од 13 градови која од 2012 година активно работи на поврзување на уметници, куратори, културни работеници, нормално преку размена на искуства, мобилност, заеднички креативни програми, меѓутоа да не ја прераскажувам целата програма. Јас утрово во студиото зборуваме со Александра Хаџинумова-Танасовска да ни каже се разбира повеќе на оваа тема. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам. Еве на почеток, што представува CreArt 3 и која е неговата главна мисија практично? Значи, CreArt 3, всушност мрежата CreArt е Европска комисија, односно проект на Креативна Европа, која подразбира здружени 13 средни градови во Европа, кои се поврзани на многу начини во уметничкиот сектор. Значи, има организирани фестивали, има организирани изложби, разни се случува културна размена, резиденции. Значи, наши автори, да речеме, одат во други градови, седат таму, творат некоја време. Истото се случува, имаме и гости. Многу убава мрежа, многу убава соработка и исклучително важно за експонирање на нашата ликовна сцена и за разменување на искуства. Пред да го почнеме разговорот, рековте дека следува богата културна програма. Да. Ајде малку околу содржината. Значи, оваа година CreArt, значи делот од CreArt во Скопје, што се случува во МКЦ, јас сум одговорна за програмата и за организација на целата таа работа, и гледавме да понудиме содржини што се разновидни за има за секого по нешто. Значи, почнуваме со, да речеме, детска работилница. Нина Богуновиќ од Палета ни ги носи учениците од предшколска и школска возраст, кои ќе имаат работилница, ќе имаат и мини изложба. Имаме уште работилници, значи Димо Попчев од Пиволапск, имаме работилница за етикети за пива. Имаме многу интересни изложби, значи Фатима Зекири ни носи еден многу интересен проект, изложба на фотографии, хероите на градот Пореч, многу интересни портрети, многу интересна приказна за себе, нема да откривам се. Добре дојде на публиката да види за што се работи. Имаме уште две исклучително интересни изложби, гледавме да ни биде подинамично, сепак името на овој сегмент од CreArt е во движење. Така што ги имаме Елена Димовска Николовска и Анета Танасовски со самостојни изложби во склоп на CreArt. Имаме исто така и фантастична изложба на дигитална уметност и стрипови од група млади уметници кои сега што туку ја започнуваат својата кариера. Јас сум многу горда и сум куратор на таа изложба особено и сум многу среќна на тоа што постигнавме и како тоа се изгледа. Така да тоа е многу интересно, но тоа се многу талентирани деца. Јас сум пресреќна што имаме можност да ги представиме пред пошироката публика. Потоа имаме инсталации од Медина Хоџа и Маја Ѓураска, имаме перформанси од Слободан Живковски и Срѓан Микиќ. И она на што јас многу лично се радувам, со Гоце Господиновски подготвивме работилница за вовед во анимацијата. И после тоа, хајлајтот на вечерта да речеме, имаме антологија на македонски кратки авторски анимирани филмови. Тоа се кратки филмови од наши автори, современи, кои постигна огромен успех. Се појавија на многу фестивали во Европа, собра еден куп награди и не сме доволно, сите ние запознаени како публика со вредноста на оно што нашите автори тука имаат да го понудат. И сега јас сум многу среќна што имаме можност сите тие филмови заедно да ги видиме во склоп на CreArt вечерва. Значи, тука имаме многу филмови, многу автори, кратки се реков. Еве, посебно ќе го споменам, неми филмови на Крста Господиновски, кои собра сите можни награди секаде. Така да, имам исто така DJ Славе ќе биде и, значи, сакавме да направиме, мојата идеја беше да направиме една креативна, динамична програма, да има за секого по нешто и да понудиме исклучително квалитетни содржини, за да
видиме што имаме да понудиме нашата креативна младина, нашите реализирани уметници, оние што се на самиот почеток на кариерата, сите заедно да видиме што можеме да направиме и колку можеме да понудиме. Мислам дека склопивме нешто што ќе биде интересно за публиката. Одлична можност за сите учесници кои што ќе делат уметничката сцена денеска. Меѓутоа, што конкретно значи ова за градот и што е значајно за Скопје, што токму тука ќе се одржува и ќе можеме да пренесеме дел од нашата домашна уметничка сцена? Значи, креативната и културната соработка е исклучително битна за сите нас. Значи, така привлекуваме публика, за промена се тргаме од политичкото секојдневие, од тежините што ги имаме и гледаме нешто убаво, нели културата и убавината е таа што го движи светот. И со самото тоа што на едно место се собрани толку креативни луѓе, толку публика што се интересира за тоа, доаѓа до размена на мислење, размена на идеи, инспирација и споделување една енергија што е многу позитивна и што реално допринесува во експресијата, во уметничките настапи понатаму, бидејќи знаете кога сте обкружени со луѓе кои се интересираат за исти теми како вас, имате една, да речеме, позитивна конкуренција која ви инспирира да се движите понатаму. Исто така, бидејќи ова се случува нели во Скопје, овој сегмент од Креарт во МКЦ, значи можеме да нудиме уште нешто интересно и културно во градот. Значи сакаме да привлечеме повеќе публика и мислам дека тука публиката е веќе жедна за креативни настани, за нешто убаво, за нешто што ќе ни ги оттргне мислите од проблемите и реално, како што реков, убавината е таа што го движи светот. И сега претпоставам дека ваквите меѓународни искуства практично влијаат и врз креативноста на нашите уметници и отворање на нови перспективи, меѓутоа колку им помага да го реализираат, се разбира, тој нивен пат малку по-широко, по-интернационално. Па бидејќи ова пред се значи Европска комисија и европски проект, значи самото тоа што имаме, да речеме, контакт и можност да споделиме наши искуства и да научиме, нели, за тугите искуства, да споредиме нашите мислења, едноставно да размениме многу креативност, многу идеи, многу креации. Самото тоа помага да нашите творци ги издигнат, да речеме, своите дела на едно повисоко ниво, бидејќи нели ја споменав таа нели позитивна конкуренција. Многу е важно да бидете во текст со работите што се случуваат. Многу е важно да комуницирате со различни луѓе, да ги видите нивните гледишта, да видите нивната енергија, да го размените тоа што го чувствувате, што го мислите и што го творите, бидејќи така се отвораат нови врати, нови можности за сите. Особено затоа што дел од овие уметници кои ќе бидат представени на Креарт се многу млади, сега почнуваат својата кариера. Тоа е една отскочна даска да видат како всушност тоа функционира во вистинскиот свет, нели, како треба да изгледа еден, да речеме, настан со многу уметници, со многу содржини кои ги поврзува луѓето и кои нуди разни работи од кои може да се научи. Имате некој интересен пример да ни споделите со оглед на тоа дека ова иницијатива постои од 2012 година? Успешен пример за некој наш млад уметник кој веројатно има повеќе уметници во склоп на Креарт, повеќе уметници оделе, на пример сега во моментов, на пример ние немаме некој што гостува од Европа, меѓутоа праксата на Креарт, ние сме нели само еден сегмент во Скопје во МКЦ. Праксата покажува дека наши уметници оделе на резиденции таму, значи тоа се многу интересни моменти кога нели уметник има таму и твори и работи во една поинаква средина, се запознава со слични луѓе на себе, но од друго место. И тоа се многу убави искуства пред се. Значи не е како да речеме уметничка колонија, него повеќе одите, работите, запознавате, впивате од таа енергија и тие искуства ги пренесувате. Значи сето она што го доживуваме ние некако останува во нас и потоа креативно некако излегува и го пренесуваме во нашата работа понатаму. Кога учиме, кога се движиме, кога имаме да речеме различна сценографија кога ќе се разбудиме наутро, нели сето тоа влие да ни се отворат видиците и да гледаме малку пошироко и да сватиме колку светот е прекрасен и голем. Уметноста да излезе надвор од тие изложбени простори, затоа што самата организација вклучува и фестивали на улична уметност, настани кои што се поврзани и со галерии, едноставно поврзување повеќе и со самата публика и јавност. Колку тоа е важно со цел да се добие и тој нели
така кажано, фидбек од публиката и оние кои што ја следат работата на уметниците? Многу е важно, бидејќи публиката е тука вклучена директно, значи тоа се отворени моменти кои дозволуваат, нели, апсолутно запознавање, мешање на публиката со она што се случува, значи целосна вклученост, во еден поглед едно чувство на заедница, дека сите ние креативно допринесуваме до таа енергија и тоа е многу убаво и многу инспиративно за сите, без разлика дали се уметници, дали се само публика, дали се случајни минувачи, да речеме, меѓутоа тоа е се многу убаво. Колку вие сте задоволни од публиката, со оглед на тоа дека современата уметност нели си има малку поспецифична и своја публика, дали е достапна практично до сите уметноста граѓани, дали како му доаѓа тоа ги интересираат и другите? Да. Нашата работа всушност како уметници пред се е да понудиме нешто што да извадиме нешто од себе што ќе ја заинтересира таа публика. Вие не мора конкретно да сте вклучени или да сте исклучително заинтересирани за културните настани, па само во тој случај да знаете што се случува. Ова е еден начин кога велиме дојдете, видете, ќе ви се допадне, ќе дојдете пак. Така што убави се тие влијанија, убави се тие размени. Публиката се уште, јас мислам дека може повеќе да се направи кон тоа да публиката биде поактивно вклучена во овие работи, подобро информирана, да речеме. Потребни ни се културни содржини на медиумите, на телевизиите, потребна ни е ликовна критика, потребно ни е да се раздвижиме во тој поглед, бидејќи на ова тло, на ова поднебие има толку луѓе што можат толку креативно да понудат, важно е да им се обезбеди видливост. Лично вас, што најмногу ве инспирира после вакви меѓународни проекти и веројатно може да ни споделите и таа разлика клучна која што се гледа низ останатите држави, како се цени таму и се вложува во културата, уметноста и како кај нас, што е она што треба да го подобруваме сите генерално како општество и ние кои што можеме на многу настани да бидеме дел од публиката, меѓутоа никогаш знаеме и да заобиколиме. Како да кажам, значи, да речеме жалосно, за жал кај нас многу малку внимание се посветува на културата, на тоа воздигнување на тие работи. Кај нас ние сме многу фокусирани на проблеми, значи ние како Балкан имаме проблем со тоа да имаме мислење за се и се што, меѓутоа кога имаме премногу мислење се фокусираме на проблемите, а не на убавите работи. И така да ги занемаруваме тие убави работи што не би требало да биде нели пракса, меѓутоа е. Што значи дека секогаш има многу можност за подобрување, меѓутоа се прават напори, еве сите ние правиме напори како уметници и како другите културни работници, нели, и како куратори и всушност луѓе кои се дел од јавниот живот и кои нели работат на ова. Јас како едукатор, нели, јас работам со студенти и се трудам да им посочам, да им објаснам колку е важно тоа што тие го прават. Посебно кога говориме за уметноста во една ера на вештачка интелигенција, која нели на почетокот дека влијае веќе врз тој момент, значи јас се обидувам да им го објаснам во текот на историјата секогаш, значи постоеле присвртни моменти кога се случувала некаква технологија или некој новитет, нешто што правело огромен проблем, да речеме на почетокот, или огромен пресврт. Например, се појавува фотографијата и сликарите велат што е нашата работа, или што потоа. Меѓутоа, тогаш се јавуваат, да речеме, нови моменти кога тие сите се инспирираат и решаваат да експериментираат надвор од рамките на она што било, да речеме, норма до тогаш. И се појавуваат нови уметнички правци, се појавуваат нови начини на размислување. Значи тоа е се еден поттик да се сменат работите. Исто така, нели, театарот, се појавува телевизијата, што ќе правиме, нели ќе умре. Не е точно. Разликата во овој момент со уметноста во моментов е што ова е прв пат една технологија која не се труди да биде на алатка, туку се труди да го замени самиот човек, самиот автор, самиот уметник. Со тоа што позајмува од милиони уметници и прави некој сублимат на нешто што, да речеме, визуелно можено и не мора да изгледа добро. Меѓутоа, пазарот веќе се заситува од таа естетика што е толку многу еклектична што станува бледа. Значи, уметноста е всушност она што е најчовечко во нас.
ние како уметници, несовршени човечки битија какви што сме, вадиме од себе нешто искрено и таа автентичност, таа несовршеност е нешто што не може да биде надоместено, да речеме, од вештачка интелигенција или од компјутер или од било што. Уметникот е сиров. Тоа што го вади од себе, тоа е уметност, тоа е автентичност и тоа е оно што не движи напред. Има некои трендови сега, можеби сте забележале дека почнуваме со нови очи да гледаме традиционалната уметност во смисла на тоа дека заситени од таа естетика што веќе премногу ја има насекаде, сите ја користат, луѓето се враќаат на едно поинакво вреднување на работите и повторно почнуваат да го ценат трудот, автентичноста, она што е рачно направено и мене лично тоа многу ме радува и сметам дека автентичноста и човечкото е тоа што секогаш ќе победи, бидејќи се друго е алат. Како знаете да ја користите може да ви олесни работата, може да ги автоматизирате процесите што ви се досадни, меѓутоа крајното и најважното е човечкото. Благодарам рековте ова. Сега да се вратиме на креарт, дека рековме функционира на принципот размена на искуства. Да. Што научи Скопје досега од тие искуства и што Скопје нуди на останатите други градови, бидејќи нели соработката помеѓу 13 града останува? Значи, тоа е културна соработка пред се и тоа е нешто што многу инспирира. Додека ги работиме овие работи, сите луѓе кои се вклучени во организацијата учат од колегите од другите земји, што се исто така вклучени од организацијата. И целта на оваа мрежа и ова поврзување е всушност да се разменат тие искуства и да луѓето се зближат, се запознаат, научат нешто едни од други и пренесат нешто од искуствата и од знаењето што ги имаат. Ајде сега за крај да подсетиме, значи кога се случува? Креарт почнува денеска, официјално почнува од... Бурно ти беше и утрово, за да стигнеш на двете локации во МКЦ и во Македонска телевизија. Сега, блиску Среќа сме. па е блиску. Да, сега пак одам да досредиме изложбата и да ги досредиме работите. На трчање сме цело време. Трима паника возбуда се што нормално нели за вакви работи, природно, да. Меѓутоа пред се чувствувам многу ентузијастички бидејќи знам дека денот ќе помине во знак на уметноста. Во знак на уметност ќе бидам обкружена со луѓе кои навистина многу се дадоа во ова и помогнаа во ова и заедно ќе прикажеме на публиката нешто што сметам дека е многу интересно, така да ги повикувам сите. Програмата ни трае од 4 попладне до 12, ќе има многу работи, ќе има, рековме, проекција на анимирани филмови, ќе имаме работилници, ќе имаме изложби, дојдете, видете, да се дружиме. Од 4 попладне до денес одиме турбо цел ден. Така да, дојдете, видете, уживете со нас, дајте да се дружиме. Честитки, многу успех, се разбира и Благодарам. Да се гледаме за вакви убави работи, што повеќе настани од културата да се вклучи јавноста на поубави теми. И вие тоа го рековте. Ви благодариме.